Здраво, другари, сигурно повече от вас се добили с ръци в удар, како што кажав, крипто зима, ово не е ништо, уште тия сигурно многу луѓе имат сега продадено паника. Чисто да ви кажам, ја пијам кафе и водичка, само што направив уште еден флип, сега ќе ви покажам. Ја не можем да ви кажувам сега, дечки ќе паѓа, ќе се случи ово оно, поради тоа што тоа може да доведе до погрешни нели постапки, пошто нашите у Македонија знаете ги дека едва чекат некој да каже нешто и они да почнат да го прават. А тоа не се знае дали ќе се случи. За ја да ви покажам дека кое искуство го имам, нели тие што ме напаѓаат од една друга група сигурно. Они сигурно се направиле милиони сега, ја направив уште 5000-6000 долари, за нив тоа е ситна пара, знам дека не ги интересира, ама за тие што ги интересира мојата група, уште еден флип направив од 5600 долари. Пошто некако ги осеќам работите, знаеш, кога ги гледам чартовите на почетокот пред 6-7 години кога почнав да гледам чартови, мислев дека тај што ги измислил дека е комплетен лудак, али после тоа некое време кога ги гледате, првата година сте кој изгубен случај, втората година почнуваат некои работи да стануваат јасни, третата и четвртата година више некако почнувате да ја разберете, јас сам ја не знам како. Пета, шеста и седма година више едноставно кога ќе ја погледнете тие чартови, вие како да сте завршиле школа, али у исто време кога ги гледате чартовите, треба да гледате и да слушате видеи и да читате. Значи да видите сите тие видеа нон-стоп што ги бомбандирам, што некој вика де претера брат, многу си доседен со тај Кардано, многу си доседен со тие постови, значи тие не разбираат дека секој ден по 1000 линкови постови да има добри, секој ден треба да се постират. Таа група за тоа е креирана. 35 души мислам дека више се блокнани. Значи такви малски мобети, купили сте за 50 долари, за 100 долари, улавате им у групата и ми кажувате експертиза за како ние од другата група, не било битно се гледат чартови. Јас се утепах од постирање видеа со чартови, со анализи, со чуда, ама што да ви кажам, не вреат ни да се спомнуват више. Затоа ги викам од онаа група. Ќе видат они у овие 4 години крипто зима и нивните коини како ќе преживеат. Ќе бидам среќен да не се ги изгубат парите, за разлика они што едва чекат ја да изгубам се. Ја па моментално више минам над 105.000-110.000 долари флип само оваа година. Уште не е завршено. Декември е едно с трети, значи може ќе се направи уште некој флип. Другари, ќе ја покажам моментално зашо е за опа ситна пара, али вреде. Ово е дечкото од мојот цимер од Бугарија си дојде и едноставно сега го терам да му покаже портфолиото од 1.400.000 долари, тука сме у преговори. Страго е да не го киднапират од Бугарија, ама ако ќе стигне до 2 милиона, види дека ќе излезе у јавност и да го покаже. Значи он улизи мојот цимер кој ќе уствари газата на куќето, он е 6 месеци тука, 6 месеци у Бугарија. Он е навлез, колку беше Иване? 100.000, 105.000 долари или 110.000? 105.000 или 110.000 долари има влог, што го обидував цела година да го... Јас додека го убедов тоа за 35.000 можеше да купя, али конечно му кажав што е крипто, зборам за пред, колку беше 4 години. Пред 4 години он уложи 105.000 или 110.000 долари, сега ја гледа берза моментално. До сега има направено 1.400.000 долари. Денеска нема да го сметаме 1.400.000, денеска се сруши берзата. До пред некој ден, до кој беше биткоин 69.000, на неговото портфолио имаше 1.400.000 долари некаде. На 105 или 110.000 долари влог што го убедив. Мислам, не го убедив, едноставно му покажав што е крипто, почна да нааѓа и самиот коини кукуш. Да нааѓа коини кои што, да речеме, јас немав уложено нив, ама ги гледавме заедно. Моментално што случува при овакви работи, е многу добро во видео да ви покажам, че само да видам дали се снима за сек случај. Да, добре. Гледате што вика Gemini. We are making updates for our exchange which will affect limit orders. Значи моментално берзата не поминува добро. Значи има толку многу трансакции. Они до душа го има најавено ово, као. Толку многу трансакции што они као демек се апдейт, мейнтейнс, ама тоа утре са бајле, не можем ја да го верувам. KuCoin, ако ништо не пишува, KuCoin исто е даун.
че бързината е за 50% намалена. Шо направих, другари. Тук само сега ќе ви го покажам ово чудо. Мислам дека беше тука ово видео. Значи правам флип 31 у преходното видео ви го покажав, сега да не се навраќам. Пошто луѓето мразат да се видеата над 20 минути, да гледам по-кратко да биде, пошто нака нема желба да го гледат, знаеш, у Македонија 3 кафе шеми е негде 6 сат. Сега и плюс моето видео 30 минути, тоа е многу. Плюс 2 пакли цигари, нели? До душа, цигарите не ги сметам, може да ги пушат за време, нели, на видеото. Да се нервират, нели, што не се уложили кога зборев 7 години. Тоа само за Кочани важи, другите градови да не се лутите. Значи, шо правам? Сменувам 31 етериум за Cardano. Cardano, гледам дека ја прават манипулацијата. Јас извинявам, беше се стопирало. Гледам дека ја прават манипулацијата. Гледам дека ќе осеќам го, значи дека ќе падне. Тоа не може да го објаснам како. Го осеќам го, фактички чувство имам дека и го најавив дури тоа. Најавив го пред сите. Биткоин луѓе чудно се понаша. Значи имав го тај осет. После имаше некој души се смеја, некој блокиран, некој избришен, некој предупреден. Некем да ми со извинение кењат на постовите. Ја кажав, мене не ме интересира нивното мислење. За да он коментира на моето мислење и на моето искуство, треба да има години и години искуство. Нели, јас сум плюс диктатор. Ќе видиме после 4-5 години што сум зборил, дури тогава ќе почнат да стануваат јасни видеата. Значи што правам? Осеќам дека биткоин, осеќам дека Cardano нема да можам да го флипнам назад у Ethereum, 82.000, тука го продавам, бум. Значи гледате, имам 82.000, значи за 31 Ethereum купив 82.082 Cardano. Видов дека не можам да ги флипнам, да направам, планови беше да направам барем 32-33 Ethereum. Значи смете, 31 да си ги върнам и 2 екстра Ethereum да направам 8 бона. Минимум и бев задоволен. Тука гледам дека почнуват со Cardano, замеси Cardano на 5 се најавува чуда, Ethereum лита нагоре, Cardano паја доле. А на Ethereum нема најавено никакво чудо. До душа проектот е јак, се повише нели се заклучуваат Ethereum коини, се повише зборе 2.0, се повише корпорации големи нели елита упаѓа. Ја не го плукам Cardano, не го плукам Ethereum како проект. Проблемот е што не е фер Cardano дека е со функционален Proof of Stake, со функционален wallet, со толку јака технологија што нема програмери кои што знаат да кодират на него, што се вика. Мислам, ја ќе ми извини да не знам стручно да се изразувам. Плюс сум 8 години надвор од Македонија, почнав да се забравам изборовите на македонски, со извинение. Значи што правам тука? Без разлика на која цена е, гледате. Мене не ме интересира, ја не можам да сгрешам. Значи на 1.67, бум, рандом го ставам. 1.67, флипнувам 82.082 Cardano за $137,000. Видовте, бум, за секунда ги испунува. Значи, што значи тоа? Ако ги испунува за секунда да продадам ја нешто вредно со $140,000, значи тамо се треде, луѓе. Не може некој да ти купи за $137,000 Cardano, ако не верува у Cardano, ако не го трейда и ако не го чува. За уеднина да прави стейкинг ревордс на него. Значи, мрежата му работе. И аз за Ethereum се намачив да го купам у преходните верзии, затоа и него ни играам много. Гледај Cardano, луѓе, еве ќе го пуштам уште еднашка. Гледај ги секундите. Гледај. Секунди. 82,000. Бум. $140,000 за секунди, гледај. Бум. Купено. Значи, тоа чудо се купува. Шо правам? Одма Ethereum. Рандом, гледаш. Знаев дека ќе падне. 4496. Бум, не гледам цена. Ставам. Бум, пробам да го наместам. Тука нема да ми го продава. Гледаш 0.34, 1.3. Мене ми требат. А не, тука само грешка. Тука, сега чекай да видам дали е то видео. Тука пробам да го сменам уствари. Да. Тука да. Значи продавам го на... Колко беше? За да ми го помер. На 4499. Еви тука.
Значи гледаш, не може да го купат. Бум, купуват го. Значи гледай сега. Значи аз съм дадел 31 етериум, флипам го со Cardano, гледам дека Cardano ќе го рушат уште повише, купувам на загуба 30.54 етериум. Значи аз съм тука више пола етериум на загуба. Гледам дека не можем да го флипнам. Имам златна резерва. Значи гледам дека не може да го флипнам. Тук само да видим до дека съм стигнал. Опа. Гледам дека не можем да го флипнам и гледаш што се случува. Имам план Б, имам план С, имам план Д. Значи нема кај мене ништо тука со само еден план. Опа. Откривам го Galaxy. Значи Galaxy си да го зборат. Не можем да го заглавам тая Ethereum. Ако Cardano го манипулират, ќе ми извините, Galaxy не. Значи што правам? Довајам на KuCoin, ставам да се продаде 30.54 рандомна цена, гледаш колко продават, да продавам 30.54 Ethereum, за 137 долари. Не ми интересира, че ми взима 200, 300, 400 долари за трансакции. Ми взима за това ще го флипнувам по 300-400 долари. Тук го правим рефреш, берзата паѓа. И що се случува? 137 долари, 181, спремам да купам Galaxy. Значи тази цена за мен е 54 е много. Сега харекирам, беше падна на 18%, 19% рандом да го ставам, мислям дека беше паднан Galaxy. И 137 долари, тук се сруши берзата. Значи, срушив я берзата со такава продажба. И после проверив 24 сата волумен за Cardano, ово за Galaxy, беше много помал от тоа што јас сакав да го купам. Замисли си. Тоа штета што не го снимав. Дорогам ли 5 бона биткоина? 5 бона биткоин купува и да не си мислиш, лоти без пари, 48.304, кога ќе обеш нова цена? Изпод 45, колко е? 40, той е лимито. Не може да падне изпод 45.500, ако падне, више е заебано. Ако падне изпод 45.000, тук више... Или да бутам в Ethereum. Ethereum, кой повече падне? Не бе, биткоин, уствари Ethereum, ама они си исто падна, не бе. 17%, 17,89. Биткоин за 7 дена е 14%. Значи биткоин повече си изплага да го купиш. Cardano, Ethereum трябва да лита на 6 и нещо, а може и 12, ама па биткоин е по-стабилен. От Ethereum има някои проблеми, може да се яват с овия, сага да му се закачат от... Да, що си мислиш? Изпод 45.000, ако падне, виж тук играта станува ептен нещо сериозно дека се случило с Кина и... Рокът 5 бона, шо ки изгубиш? До сега съм вкарал 10 бона. 10 ли до сега купи го живо? Да. Трябваше да снимам. Купих ги, вече имам купено 0.20 биткоин. 0.20 купи сега. Иван си купи 0.20 биткоин. 0.11 или 0.20? 11 000. До сега съм вкарал 11 бона и продължавам да... Че колко да е 0.21? Иван само ще купи 0.21 биткоин. Кой не верил, може и трансакция да му покажем. 0.22 с... 0.22. Купи, мени други кеш. Я нямам сега кеш. И аз у Гала ставив колко беше 1.5000. И чекам Гала, планирам Гала. Ако не, после планирам да го флипнам за земя. Ки ми извини, другаря, во живо не е, ама живо разговарям с Иван, но берзата. Човек на Джимини е 47. Смета, това е много интересно, шо ще... На Джимини е 47 долари да го купиш у Америка. KuCoin беше Сингапур, така ли го не се лажа? KuCoin беше Сингапур. Да. У Сингапур на тази берза на KuCoin е колко? 45 и колко? И 500. Он го купува сега уживо за 0.20 купува на цена от 45.500 и му го изпълнува берзата. Додека Джимини е под мейнтенс и плюс дозволува да поминува транзакции. Значи от и толкова много мал трафик има, биткоин е кайнив 47.000. Значи Иван го взима за 2000, скоро 1500-2000 долари по-малко. Замислете си, коя разлика е това. Значи това 2000-2500 долари е много пари.
Еве тука ще оправям, значи 137 181. Ово за жал не можем да го пущам живо. Ово е сега саато е... Колко е саато е? Айване. Саато е моментално Сиетъл 9:40 вечерта. Значи не можем да пущам емисията живо, заради това, що знаете, може да ме блокират онма. И да изгубам, да не може да зачувам. Трябваше да изчакаш. Еве моментално, значи Ставив ги више да си купуват Galaxy, гледай колко бавно. Купувам 223 иляди, т.е. 251 469 Galaxy купив за 0. За 30 Ethereum.53. И тук, како ще гледате от левата страна, еве тука, значи имам уши 8 до 184, то со преходния флип от $5000 купив Galaxy. То друго нещо пробвам да го изигравам, последното видео. Значи купувам 251 469. Значи знам шо ќе се случи. Значи не објавувам, не се фалам дека сум се знае колко другите такви некои проценти. Значи едноставно ми покажувам шо е 7 години изкуство. Значи за неколко месеци, ја го ставам за година, успявам да направам един биткоин флип, 16 Ethereum, чудо от Cardano, значи некои си над $100,000, мислам дека е. Просто ово харикирам $100-105,000. И да грешам изпод 80,000 не сум ги уште сметал. Тие ако ги пресметам за такси кои ќе треба да онадам, за жал другари не можем да запомнам сите тия бројки. Моментално е към мене у мозоко нуклеарна физика. Така да, еве тука изкупувам ги тия. Еве, че да имам само шо други имам снимано. Мислев дека ќе има флип плюс нели да отиде на 0.68 трябваше да се върне, за да ги продадам и па да ги купам доле. Али то не се случи. Окей, то видео го бриш, мислам го гасам. И да видим тука сега што случува. Тука, да, 251 469. Гледай што се случува сега тука. Цената е 0.53, така ли? Значи, без разлика, защото цената е тук 0.53, а на предходното видео, чекай сега са. Значи на предходното видео гледате дека цената си е 0.54. Значи аз съм го купил на по-скъпо, 0.54, съм купил 251,000. Само да не ми блокира. Айде. Оп, изгаси ми се видеото. Купувам от едната, продавам на другата пари. Ти си лут. Иван моментално купува на KuCoin. Ама гледай, чекай, ово е много добро. Чекай, мога да го стопирам. Ово е много добро, сега Иван ще го направи, да го знаете. Ке снимам и видео на тази тема. Значи он ще прави сега. Он има биткоин. Чекай, ти имаш биткоин на Gemini, така ли? Да, Он купува, он има на Gemini биткоин, а купува на KuCoin, купува на 40... човек. 8,000 $, what the fuck. Чекай сега. Чекай да обяснам. Значи ке забравям. Чекай. Значи он у исто време на двете берзи има пари. На Gemini има, кажи го, биткоин, на KuCoin префърлува кеш от картичката. Що се случва? Купува на биткоин, биткоин. Чекай, може му живо да покажем. Коя е цена? Оп, чекай, трейдинг. BTC. Трейд. Тия па от Brave се утепава награди сега, ако не трябва. Еве, гледай, уживо, значи ние тук не лажеме. 45,700, значи 45,500. Значи он ги купува тук биткоин, значи тук си ги купува, а ги продава на Gemini на 47,500. Не ги префърлува. Че ти нема шанси. Оваа е тука, нели оваа е фръка, чекай, покажи гушто, Значи не може оваа фръка, он, цайкано от Англия, имаше го проба на тоа, он може да пише коментар, Горан, Пандурски, он истото го беше забележал и проба да го направи, само да пием вода, уста ми се суши, ние от Коче много сбореме. Продай на твоята, имаш ли биткоин available? Ще го пратя. Продай, но нямам пари, продай в момента. Ако продадеш, мога да го купя, но аз нямам пари. И какво ги купиш, ако продава? Имам 6 бона. Ако купя сега за 6 бона, чукни цената на Gemini да продадеш. Аз ще ги дам после парите. Дали ги може да продавам? Тук е овоа. Чукай, значи аз купувам на 4 и... 40 до 46 тук. Слушай се, слагам 0.08 са
6 бона, за 6 бона. 0.08. Заложи 0.10. А 0.10? 0.10 ли? Да, заложи на цената на Jimny, която е. Виж коя е. 40 до милиди, 40... А не. 47, залагай. Не ги залага още. Не, 46 хиляди. Колко е там на Jimny? Гледай сега на Jimny. Така. Колко е на Jimny? То толкова бързо се движи, шо... Добре, значи в момента... 40 милиди, 0.46. Добре, пускам да купувам. Я да имам сел. Залагай. Сел. Залагай на... Чакай, не съм го купил още. Кога ти го купим и каже, за онма да му идам сел. О, чекай, 40 милиди. Колко идеал, what the fuck? Купи го. Слагай на висока цена. Слагай. 0.10. Пускай на каквато е 47, на колко ще да. За 0.10 да купи. Да, на... Ово да продавам. Даде. Сел. Лунка и сел 0.10. Няма никъде да го купи. Сел бе? Не, сел, ама никой не ги да изпуне. Гледаш то колко е. Той е заглавило нещо, бе. Нищо. А, не е заглавило, вой падна фактически 40 хиляди. Леле, само да не падне, трябва да се качи нагоре. Оп. И за малко, 47. Ето, Айде бе, 47 и то. Всяки го изпълни. Айде бе, шо виде? Ало на 20. Леле, гледай, 47 и 20. Продел! Ха-ха! Това се вика, брат, че Среге ще отлучив да снимам. Иначе ги нямахме доказ. Значи, шо направихме моментално? Я продов 0.10. колко пари са там? 0.10, то е... сега падна. Чекай, значи я го продов на... $100. 47 0.33, ако не се лажем беше. $100 от нищото. Ова ме се фракава 47 0 33 да речеме, Колко значи... ти даде пари? Всяки видим. 0. На 47 030.36 е продадело. Ти дало 4700. Да. Направили сме $120. $120, другари, направихме за секунди. Сега нека рече не е много. Другари, $100, башо и мисля да ви покажеме, се погоди. Това знаеш колко време чекам, пробвам да го надам. После Иванки ми ги върне тия 0.10. Няма да ризикуваме со повече. Тук имам и аз на разполагане моментално. Имам на разполагане скоро, не ли сега го продав 0.10, значи 4 биткоини и 33 етириум. Можем да играем, ама не, аз имам пари и не би играл това беше чисто да го покажем. Че моментално Иван е тук, ще профитира повече и аз съм за емисията. Много пари, па и глава боле. Сега 5000 флип, малко да не претерваме. Че да видим дали се снимава. Добре, снима се. Значи, дека застанавме. Шо сагав да обяснам. Значи, гледате, тук беше 45 500. Така ли? Значи, Иван тук купува. Значи, защо е добро? Това преходните видео, не знам дали то стои. Мислям дека стои видеото, не е избришено. Значи, защо кажувам? Трябва, ако имате да речеме един биткоин, сега харакирам. 0.50, пола биткоин трябва да чувате секојаш на Coinbase, пола биткоин да чувате на Jimny, пола биткоин да чувате на KuCoin. И гледате що случва. Значи ти можеш, кога берзите са сбъркани и блокирани, ти не можем, я Иван, за сега да го префърлям биткоин от KuCoin, да го префърлям назад на Jimny, па додека стигне пола тази цена не може да се погоди. Ама кога ги имате овие две услови, значи имам я, гледате, и он има, он до душа го изстреда целият, кога я имам биткоин тука, и ако държам биткоин и на KuCoin, гледате, я можем да вземам да купувам на 45 500 или 46 500 на KuCoin, а можем да продавам на 47 000, тук гледате, 47 600. Дори можем и да чекаме, пази, what the fuck, ке направим повече. Ама добро, то не се знае. Гледа ли защо не се чека? То много луги не ме вирува. У секунда да го правим. Бум-бум, няма сега да чекам, да гледам дали ке падне, дали не. $100 е много пари, другари, да ги направите. Много пари, вирува. $100, а после ке купам некой друг коин, ке направим сигурно $600-700. Със сигурност, сега тия $100, Иван, после ке ги ставя на кой коин е паднал, да речеме, най-висши проценти. До души и биткоин е падна 17, да ги чува
И на биткоин ќе направи, ама ние бираме секој ќе најде коин, кој ќе падна 30-40%, ќе ги стави у него. И таму ќе направи пари. Ово беше супер сега видео, шо успяв да го сега, ќе ме извините шо сум возбуден, ама значи успяв да снимам една страшна разлика, 40 до 1000 тука и еве го, и тука се върна, коригира се, значи некој купи за милиарди. И на колко е на 40 до 1000 сега? Вау! Значи некои за милиарди изигра рад. Охо! Ово е, тука више интересно. Другари, продължуваме, значи, тука. 250 на 1000, 469 купив гала. Значи, сигурен съм проекто. Гледайте, тука на 0.53. Ки ги продавам на 0.53. Да, на 0.53 ги продавам тука. Бум. 0.53, 0.6, бум. То е 133 432 долари. Тук ги продавам, вижте. И сега со сите тия пари, гледайте колко ќе купам Ethereum. Исто Ethereum, кој ще го бе сменил 30 Ethereum.53. Са не ме вземайте за сбор сега тук точно 53, 54. Чисто шо съм заботил. Значи 30 Ethereum.53. Ставам ги да купам 32.45. Тук няма да успявам да купам. Няма никой да ми продаде. Гледаш, тук 32.45. Не се лаковам, гасам. Тук гасам. Бирам на по-малко. Па няма да ги купе, мислам. 32.46. Па гледам дека няма никой да ги купе. Не се лакомам, за да вземам да речем 0, да речем да вземам 32.80. Никош не се лакомил. И тук пак ги кенселирам, да, cancel, и бирам нова сума, 100%, бирам buy Ethereum, значи на 4106 ги продавам, 32, фактически, чекай сега, да, на 4106 продавам галата и купувам фактически галата я продав я за долари. Значи за тия сите долари от галата на цена от 4106 долари успевам да флипнам и да купам 32 точка или не. По-малко мислям дека купив и това го гасам. Да, и това го изгасив, не може да помине. И дум тук, чекай сега. Значи тук съм ставил на, да. И това съм го кенселирал. Значи на 32.42 мислям да ги помине. Да, фактически такси ми е вземало доста. Мислям доста, не, кой знае колко. Значи купувам 32.42. Значи флипнав Cardano, флипнав Ethereum за Cardano, после Cardano за Gala и сега успевам да направям флип, гледате, купувам 32.42. Значи аз почнав со 31 Ethereum, а завършвам со печалба от 32.40. Значи един цел точка 42. Сега такси макси тук ќе отбие, значи ќе изпадне. Сум направил, значи играта што ја почна флиповите со 3 коини овај пат да ви покажам. Значи јас не го играам овоа секојдневно, ово е чисто кога сум 100% сигурен само. Значи 32.39 направив ово. Значи фактично сум направил 1 Ethereum.39. На моменталната цена сега е паднана. Значи, сега ќе видиме тук до дошова се живее вика и побъркано. Ethereum е 3800 долари. Уфа. До души няма да го продавам сега. Това е, кажи го сега, Ethereum. На 4600, да речем. Планирам да го продавам. Ethereum 1. Колко беше? 1.39 ли беше? Да речем 1.39 бев набрил. Значи на тази сума ще планирам да го продавам 6394 долари. Флип от 6394 долари на тази цена. Иначе колко беше? 5600. Бухам 2500 на сент. На кой? На сентбокс. 4,40. На сентбокс ли? Да. Колко е проценти падна? 30%. Уф. Беше all time high, беше 8,50.
В момента е 5-4. Ти колко биткоин успя да купиш? Аз ли? А. Аз минус твоя и дето продадох 0,19 на 4. Ого, значи супер, трябва да честеваш. Средно. Трябва да честеваш. Значи галата е тук, чек само да видим. Опа, Трябваше да само ни чек. продаваме. Мейн аккаунт. Това не може да се коцкаме. Другари, после данък, манок, фи и транзакции 1.37. Значи на моментална цена я направи флип от 5636 долари. И аз няма да го кеширам сега. Планирам да го чувам, значи над 60 мили долара. Ако литне и повече тирам, значи много повече. Просек я закружам, значи флип ушеден от 5636 долари. Целта на овие видео е, значи правям ги на бразина, не се про, значи да луѓето истражат и сами да научат што може да се прави кога ќе набилдате стабилно портфолио. Че со стабилно портфолио, со овие коини, вие можете да си Бутам 2500. па купи акции, да, после можеш да ги ставиш на стекинг. $100 са. 100 долари, вау, купувай и можеш да ги ставиш, всеки видим колко дава. Другари, аз извинувам, ама то е уживо оде. Сега го снимам, само да видим. Дава 113% на година. Значи можеш да си го купиш. Беше 380, 200, 150, сега е 113. Може да си купиш. Другари, това е за ovo видео, значи тая профит, значи не се докажав. Нема що да се плащате, не е bear market, ovo е чисто да ги изпразне тия, да ги изпаде слабите раци. Сега много души много луги вика, леле брат, си да ги станат богати, не е точно си да ги станат богати. Представете си вие сега колко луги се... Гала или дот да бухам за $1500? Кой е повече проценти панал? Полка дот. Полка дот... Колко му е това? 24... 42 цента. Гала, гледай, Полка дот 100% килита много повече, ама Гала па има наяви. Трябва да се презентират много работи. Че можно е да литне до 0,87. На 28. Значи работата е, що Полка дот ке се върне на овия 25% плюс. А пак Гала ни купай. Доро да, ама... Пола ги удри, по 500. За да ги имаш и двата. По пола ги купи, бе. Нали имам Гала 4500. Добро, какво сакаш? Чекай да го завършим видеото само. Значи, другари, финтата е не да се фалам, финтата е, няма фаление тук. Значи, я презентирам изкуство. Значи, со тия стабилни, со taj стабилен волет, замислете си, луѓе, тоа е много пари, бе. Јас за неколку денови направив $10,000. Преходно, значи, јас со тия $100,000 без да продавам, без да ме гале за bull market, за bear market, плюс со карданото што ми копа. Значи, тия луѓе не може да разберат јас зашо го форсирам тоа. Защо го презентирам? Значи, мене не ми плакят сметки трейдови и флипови. Мене ми плакят сметки в Америка да живеям карданото, без да продадам, аз го продавам изкопаното, без да го продадам то, що го имам како целина. Секош ми се 220,000 коини. Що изкопам, продавам за сметки, без разлика на коя цена е. Че я не гледам цена да чекам, я не се коцкам со моите сметки, секош сакам да ми се подмирени. Значи, моята цел е презентация, не да се фалам ко неки други групи експерти, направил толкова проценти, оволко проценти. Другари, да ви се дуплират тия проценти. Лошото е, шо негативна какво ширите. Вие упаето групата, технически анализи ми правите. Техническа анализа се знае, я ке постирам техническа анализа от некој експерт кој што е мултимилионер. Техническа анализа от македонци кој што читал или мисле така, или мисле овака, такви технически анализи не ми се потребни, другари. Нито те знам лично, нито те познавам, нито ги знам твоите намери, нито те знам одека читаш. Технически анализи ми е губени време да читам на македонци за сите теми. Разбирате, за биткоин техническа анализа типчето што му оставам, разбирам и за Ethereum, за главните проекти. Ама технически анализи за некои си коини кои што ја не сам слушнал, че у моята група нема логика да ги презентирам. Зашо ми треба таа техническа анализа? Ти со таа техническа анализа доставаш информација на сите македонци, ајде купи. Да, може ке направат пари, ама ако изгубат, тие луѓе имат фамилии и деца од позади. Кои што чекат, имат родители кои што се коцкат едва и чекат некоја таква анализа ваша. Значи кај мене, другари, се граде, целта ми е Македонија да набилда стабилно портфолио. Не ми е целта, другари, да се коцкат со парите. Не ми е целта да презентирам за 2-3 дена нешто литнало. Мене ми интересира после 4 години пари што не треба да ги уложат, да ги чуват, да се научат да не трейдат,
и да се научат да читат техническа анализа, да научат що е технология и да си правят бавно и сигурно пари. Я не се надпреварвам 100%. А ако виж се надпреварват 100%, вземете, отворете CoinMarketCap и видете през 7 години колко проценти бяха тия коини. Ако виж се рамнете. Чао!